Здраво, Диневи, и добродојавте во моето ново YouTube видео. Јас сум Александар Динев и денеска ќе снимаме нешто многу интересно. Ај барано. Не знам колку од вас го прочитаа насловот на денешното видео, но денес ќе ви покажам како ги едитирам, поточно монтирам или уредувам моите Instagram слики. Пред се сакам да ви се извинам на сите, затоа што не сум многу активен овде на YouTube. Сори. Така да. Долку вие сакате да знаете како вашата слика може од ова да премине на ова, продолжете да го гледате ова видео. Инаку многу сум близко до 9000 на Instagram, еве го мојот Instagram, заследете ме. И исто така планирам да ви лайкнувам слики на Instagram, така да секој од вас кој што гледа ова видео, одете на мојата најнова слика на Instagram и коментирајте јас дојдов од YouTube. Така да ќе знам дека сте го гледали ова видео и ќе ви го дзирнам вака профилот и ќе ви лайкнам неколку слики. Секако профилот треба да ви е јавен, да не ви биде приватен или заклучен како се вика, за да можам да ви ги гледам сликите и да можам да ви ги лайкнам. Така да... Да, без многу македонски јазик, ме сваќате. Океј, единствени апликации кои што ги користам за едитирање на моите слики се Lightroom и PixArt. Океј, ќе седнам овде да ви ставам скрин рекординг. Сега имам еден мал лайфхак за да не трошите време многу на едитирање на слики. Така што ќе идете на YouTube и ќе напишете Cream Lightroom Preset, како што овде јас имам напишено, и ќе го штракнете првото видео. Еве. Идете во дескрипција на видеото и овде ќе видите DNG Links. Сега јас штракнав на Google Drive и сега отварате со Google Chrome или Safari, зависно од тоа дали имате Android или iPhone или како и да е. Ќе ви испадне ова. Ќе кликнете на ова мало овде како стрелка што е за симнување и ќе ви испадне ова. Пишува Enter Download Code. Сега кодот ќе ви го кажам. Само секунда да проверам. BRULEE88. Еве овде имате на екран. Чуден код, знам, али чека ќе го копирам. Идеме овде и кликаме на Download. Сега ќе почекаме малку за да се симне. Може би ме е многу слаб интернетот, така да... окей. Сега од кога ќе го симнете пресетот, кликате на More. Не знам како ќе ви испадне на Android, но вистина не знам како, снајдете се некако, али да ја отворите сликата со Lightroom. И Launch Lightroom Now. Тоа кликате, не можам да зборам веќе, омога. Ви отвара Lightroom и ова. Ако задржите ќе видите како биле сликите претходно и сега како се. Така да. И се што правите... Ало, Патриция, снимам YouTube видео. Океј, Патриция ми го исклучи скрин рекордингот, така да пак ќе го уклучам. И се што треба да направите е да кликнете овде на трите точки и Create Preset. Кликате таму, овие сите ги селектирате и еве пишете, јас го подпишав Creме Preset. Така го подпишав. Можете другше да го подпишете, вие како што сакате, и ще го штракате овде на ова заштиклирање. И ви се додава во пресет, така да нема да го додам јас пак, затоа што веќе го имам во пресет. За да додадете слика за едитирање, овде имате како мала коцка со плюс. Кликате на нејзе и селектирате од камера, рол, и овде ги имате вашите слики, каде што, знаете, можете да си изберете слика. Јас избрав оваа слика и сега видите колку едноставно е за едитирање буквално. Идете вака, шуткате до крај, кликате на пресет и го барате Cream Preset. Инаку, ако не ви се појавува тоа, овде ќе штракнете на ова како стрелка и ќе штракнете на User Preset. Најдолу што е она. User Preset, синото. И овие се твоите пресет што ги има зачувано, јас имам направено и мои некои пресети. Али нема веза. И го кликате Cream Preset и буквално видите. Толку. Видите, разликата само видите јака. 2 секунди!
И за да ја зачувате сликата, идете овде на ова како стрелка и експорт to camera roll. И толку е, дечки, толку е лесно и едноставно да ги едитирате сликите. Така да, еве, може ми некоја друга да ви едитирам сега. Еве, например, оваа слика од мене, буквално, идете пак. На последното на пресет, кликате, Cream Preset. Толку е едноставно и толку е практично, као едитирам слики за 2 секунди сега. Претходно се мачев као милион години, али нема везе. Ќе ви објаснам зошто користам PicsArt. Идеме на PicsArt. Оде на X-от кликаме. Ја уклучуваме сликата, пак на X-от. Сега, например, омага колку сум грд во фасата, зошто оваа слика избрав од сите слики. Например, ако имам некоја брунка, нешто леле, ова не е добра слика за демонстрација, нема веза. Приматив, еве, видете, се сликавме на тревното игралиште и има човек како ја коси тревата. Така да, например, ако сакате нешто да тргнете од сликата, се што правам е вака. Исто така работи со брунки или нешто ако имате. Овде на Clone штракам. И, например, ако сакам да го избришам вака, и буквално човекот го нема. Видите колку лесно, значи, избришав човек. Сега, знаете, подобро можам да го направам, али вака за на брзина, за да ви покажам. Или, например, нешто имате на сред слика што ви пречи, како, например, еве нозите сега, и си тргнам нозите. Вака. И немам нозе. Лептам. Така да, толку е лесно, толку е едноставно и луѓе, тоа е се, буквално. Најако од се е, ако го користите овој филтер на секоја слика која што ќе ја постирате, буквално ќе ви изгледа вака. Како фид нешто. Гледате како се вкупуваат овие првите 5 слики. Затоа што е фид, така да. И тоа е буквално се, дечки. Така ги едитирам моите слики, многу е лесно, многу едноставно, многу практично, не се мачите и се тоа друго. Така да, се надам дека ви се допадна денешното видео, доколку ви се допадна, лайк, subscribe, удете го звончето за да не испуштите некоја ново мое видео, доколку постирам, ќе се оскршам телефонот. Се надам дека ќе постирам за брзо. Ви сакам сите најмногу, бидете позитивни, сакајте ги сите, за да бидете сакани, така да. Чао!